Па да, во секој случај наставничкиот пленум има проблем со СОНК. Практично наставничкиот пленум таков како што се создаде, таков и ќе си замине од јавноста. Инаку се создаде во 2015 година кога се инволвира во редовите на СОНК и кога сакаше да одработи за некого и да ги исполни своите цели влегувајќи во СОНК, тоа не се случи. Значи СОНК е една организација каде што не одработува за никого и никогаш нема ни да одработува, меѓутоа незадоволни од раководството или од работата на СОНК тие постојано критикуваат. Посебено деновиве од кога Конфедерација на слободни синдикати и СОНК како грански синдикат земавме обврска да направиме тоа што денеска го правевме, да го кажеме јавно нашето незадоволство, тие излегува со некакви паушални кажувања, шпекулации, дезинформации, па морам да кажем и дека има тука и некои елементи кои што нашата правна служба ги треба да оцени дали има мотиви за кривишни дела. Тоа се тешки обвинувања за раководството на СОНК, за некакви земање пари, за пари од владеачката гарнитура во минатото, за поставување во управни надзорни одбори во јавни претпријатија и така натака, што апсолутно ги отфрлам како информација и затоа велам тука има и некакви мотиви за кривишно дело. Знаете што, доволно имам изгубена енергија околу работењето во СОНК и во Конфедерацијата на слободни синдикати, што апсолутно немам ни повеќе, нити желба, нити намера да коментирам изјави на нелегитимна формална група од неколку, како што се нарекуваат наставници, кои што се борци за правата на наставниците. И повеќе јас навистина би ве замолил околу наставничкиот пленум, ако може да избегнувате прашања, немам намера повеќе да се занимавам со нешто што не е битно воопште. Благодарам. Знаете, ви спомнавте културните и научните работници, имате ли некои пресметки колку нивните плати се пониски од просекот? Значи, прво за културните работници морам да кажам дека долго време се обидуваме да со колективен договор се средат платите во културните установи, затоа што сега имаме ситуација каде што за исто работно место во различни установи, па некаде и во исти установи се зема различна плата, што е крајно неприфатливо. Тоа долго време го работевме со Министерството за култура и дојдовме до финишот каде што е помината и јавната расправа во членството, каде што се согласивме и ние Министерството за култура дека овој текст од колективен договор е добар за да го среди хаосот во плати во културата, кој што со, можам да кажам, децении и скоро 2 децении се правел како проблем. Конечно реков, завршивме со таа процедура, меѓутоа остана отворено прашањето за финансирање на новиот колективен договор. Ние не сакаме да го подпишеме без да добиеме цврсти докази дека или да се договориме барем кога, како и на кој начин ќе се isfinansира. Заради таа причина јас не можам точно да кажам колку се под минималните плати. Се разбира, зависи на кое работно место е кој, меѓутоа генерално во културата, како и во образованието, како и во високото образование и наука, платите се навистина ниски. Господин Капичтино, колку прашање во вашето излагање споменувате дека постојат притисоци што се вршат врз синдикалните лидери, за какви притисоци од кого тие се вршат? Па се вршат врз синдикални лидери кои што на ваков или онаков начин имаат притисок. Тоа значи имаме председатели кои што се отпуштени од работа, или председател кој што е отпуштен од работа, председатели или синдикални организации каде што не може да се оствари правото на редовен избор во синдикална организација, установи каде што работодавачот цени дека мандатот на председателот на синдикат му е истечен, што апсолутно нема таква надлежност и не смее да се меша во синдикалното организирање и действување, организации каде што од работно место или од председател на синдикална организација по видување на директорот дека му завршил мандатот го испраќа на работа на некое несоодветно работно место и така натака и така натака. Значи имаме притисоци, јас не би сакал сега точно да кажувам каде, ќе се препознаат тие за кого е упатено ова кажување. Вчера го отворивме тоа прашање со представниците на владата, добивме уверување дека
ќе помогнат во анализа на вакви наши кажувања и во сондирање на состојбите во однос на синдикалната сцена и работодавачите кои што ги обвинуваме за мобинг и за притисок, така да се надевам дека ќе имаат разбирање за тоа што ние практично им укажуваме на сите работодавачи, на сите физички или правни лица, доколку се обидат да го спречат синдикалното организирање и действување, дека ние конечно ќе почнеме со поднесување на кривични пријави. Кривичната пријава, односно судот или законодавецот има предвидено затворска казна од 3 месеци до 3 години. Значи, отворено кажуваме, јавно кажуваме дека конечно, доколку продолжат притисоци за ваква работа, за мобинг, за спречување на синдикално организирање и движење, дека ќе поднесуваме кривични пријави.